Благодарам. Почитувана колешка, ај вака да ја веќе конечно извадиме вистината на виделина. Реформите во судството, кои што така помпезно ги најавуваше Социјалдемократскиот сојуз, како во предизборието, така и сега, ќе бидат во стилот СДСМ те тужи, СДСМ те суди. Такви реформи планираат, почитувана колешка, и во јавното обвинителство, бидејќи после толку години од нивниот проект партизирано судство кој што го испрактикуваа во 90-тите години, за жал, кодот кај социјалдемократите остана непроменет и очигледно тие имаат и ќе имаат секогаш потреба од помош и од поддршка од судските власти. Тоа се потврдува со специјалното јавно обвинителство, тоа се само запечатува со насилната, неоснована промена на државниот јавен обвинител, кој му брцна во джепот на премиерот Зоран Заев, и тоа сега треба да се казни на ваков начин. Тоа се потврдува и со вчерашниот чекор, почитувана колешке, на генералниот секретар на владата, Рашковски, кој што си ја назначил својата баба, Елена Начевска, за председател на комисијата за жалби. Па еве, почитувана колешке, кажете вие каков е теркот за непартизација на судството кое што го практикува Социјалдемократскиот сојуз. И како што е тргнато овие неколку месеци од политиката што ја води Социјалдемократскиот сојуз, само може да се заклучи дека нивната желба за сопствено судство, скроено по партиски терк, ќе се обвистини, бидејќи како што сметат социјалдемократите, тоа е основниот постулат кој ќе им гарантира долга власт заснована на криминал, на мито и на корупција. Искрено, почитувана колешке, не очекував нешто ново да се случи од Социјалдемократскиот сојуз, освен лаги, манипулации, партизација на институциите, поставувајќи кадри кои се крајно сомнителни и спремни да направат се што ќе им каже аболицираниот нивен партиски старешина, наспроти честното членство на Социјалдемократскиот сојуз, кој остана надвор и со прстот во уста. Зато се овие очајни обиди на владата за брзо партизирање на судството и ставање под целосна контрола, која ќе врши прогон на сите оние кои ќе му се препречат на патот на вазалот Зоран Заев. Некој има против предавањето на историјата и поистоветувањето или преименувањето на македонците во друг народ, тој што е против ќе биде прогонуван. Некој ќе биде против јазикот, двојазичност на јазикот, тогаш ќе одговара. Името не сака да го промени, тогаш ќе си лежи, како што нашите пратеници постојано кажуваат, ќе си лежите и тука, и во хотниците, и секаде. Ви благодарам.